Следува дневник на К1. Добра вечер. Најновите информации, настани и случувања следуваат веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Бугарската православна црква прифати да биде мајка црква на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Според министерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев, предлог буџетот е конципиран на реални основи. Бензините поевтинуваат за денар, цената на дизелот не се менува. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Бугарската православна црква прифати да биде заштитник на Македонската православна црква Охридска архиепископија и да се заложи пред православниот свет за признавање на нејзината автокефалност. Во одлуката на Синодот на БПЦ нема конкретен податок дали во меѓувреме бугарските владици ќе почнат да сослужуваат со македонските архиереи. Македонската православна црква минатата недела испрати писмо до Бугарската православна црква во кое бараше да биде признаена како автокефална црква, а БПЦ да биде нејзина мајка црква. Синодот на Бугарската православна црква одлучи да го прифати предлогот на Македонската православна црква и да даде целосна помош во посредувањето пред останатите помесни цркви за утврдување на канонскиот статус на МПЦ. Ова е неочекувана одлука ако се знае дека бугарските црковни власти претходно велеа дека нема да брзаат со одлуката и дека ќе треба да се консултираат со останатите помесни цркви и Вселенската патриаршија. Синодот на БПЦ на денешното заседание во комплетен состав го разгледа писмото од архиепископот на МПЦ господин Стефан. БПЦ никогаш не била рамнодушна кон страдањата на Македонската православна црква, поради што се разговараше во ситуација кога Македонската православна црква ја признава Бугарската православна црква, Бугарската патриаршија за своја црква мајка. БПЦ го смета за своја света должност ангажманот да понуди целосна соработка, посредство и застапување пред помесните православни цркви, превземајќи се што е неопходно за утврдување на канонскиот статус на МПЦ. Формирана е архиерејска комисија за преговори со МПЦ и со останатите помесни православни цркви за воспоставување на канонски статус на МПЦ, пишува во одлуката на Синодот на БПЦ. Имено донесеното решение на Бугарската православна црква дава надеж за конечно решавање на статусот на легитимната автокефалност на Македонската православна црква во семејството на помесните православни цркви. Очекуваме и во иднина Бугарската православна црква на МПЦ да биде постојан сотрудник во остварувањето на потребната богоугодна цел, се вели во соопштението од МПЦ. Нови капитални инвестиции, од кои 24 милиарди денари, меѓу кои барањата на граѓаните, се дел од планираниот буџет на Република Македонија. Заменик претседателот на владата задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев, објаснувајќи го буџетот, истакна дека истиот е конципиран на реални основи кои ќе овозможи раст на бруто домашниот производ. Заменик претседателот на владата задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев, презентирајќи делот предлог буџетот усвоен од владата, кој се однесува на спроведување на економските политики и економскиот развој на земјата, истакна дека истиот е конципиран на реални основи и истиот ќе овозможи раст на бруто домашниот производ. Ангјушев рече дека во буџетот е планирано високо ниво на капитални инвестиции од над 24 милиарди денари, а во истиот се вградени барањата на граѓаните. Практично, над 24 милиарди денари, односно повеќе од 400 милиона евра, во буџетот на Република Македонија се насочени за подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија. Од тоа, за подобрување на патната и железничката инфраструктура се детерминирани 3,5 милиарди денари или приближно 60 милиона евра, за комуналната и енергетската инфраструктура приближно 5,9 милиарди денари, односно 100 милиони евра, инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони 405 милиона денара или приближно 7 милиони евра. За образование и спорт се предвидени 2,4 милиарди денари, за здравство 1,9 милиарди, за одбрана 1 милиарда,
за правосудство 521 милион денари и за јавниот ред и безбедност 917 милиони денари. Планот за економски раст, односно директно во економијата, се детерминирани 4,1 милиарди денари. Овие 4,1 милиарди денари се детерминирани практично за програми поврзани со планот за економски раст и дополнително за поттикнување на вработувањето. Според предлог буџетот за програмата за економски развој за 2018 наменети се 46% повеќе средства кои ќе бидат правично распоредени, истакна Андјушев. Додаде дека се крати од непродуктивни трошоци и најави поддршка на домашни и странски инвестиции. Буџетот за 2018 е проектиран во висина од 211,7 милиарди денари со реална приходна и расходна страна, а очекување на владата е тој да обезбеди стабилност, развој и правична распределба на народните пари. Пратениците во Собранието на Република Македонија денеска ја започнуваат расправата по предлог буџетот. Стимулација на компаниите да даваат поголеми плати на вработените е мерката која министерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев ја најави како дел од буџетот за 2018 година. На овој начин потенцира тој ќе се стимулираат само фирмите кои што ќе даваат повисоки плати за граѓаните со цел зголемување на нивните лични доходи. Со 1 милијарда денари од буџетот на Република Македонија ќе се поттикнува вработувањето, истакна вице-премиерот Кочо Андјушев при презентирањето на дел од буџетот за 2018 година. Значајно е тоа што ќе се стимулираат само фирмите кои што ќе даваат повисоки плати за граѓаните, со цел зголемување на нивните лични доходи. Компаниите кои нема да дадат достојна плата нема да се стимулираат. Платата делена под 18.000 денари нема да биде стимулирана, додека за плата над оваа сума ќе се добива стимул со 20% од буџетот, истакна Андјушев. Тој ги охрабри стопанствениците да ја искористат оваа мерка. Од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија најавија пад на температурите и врнежи од дожд, но и снег на повисоките места. Службите на јавното предпријатие Македонија пат од почетокот на овој месец се во прв степен на подготвеност. Дежурни екипи се во сите пунктови дежураат 24 часа дневно. Набавените количини на сол и ризла ќе бидат доволни за декември и јануари, вели раководителот на јавното предпријатие Македонија пат, работна единица Велес Томејаневски. Со ризлата, веќе возиме ризла во пунктовите, во Велес Неготино, Димир Капија и Гевгелија. И тука ни се задоволнителни количини, да сметаме дека со овие количини сега некаде во моментов со кој располагаме околу 800-900 тона сол и на 2000 кубни метри ризла, дека се доволни и за декември и за јануари, па какви да биле вакво временските прилики. Возилата, како што знаете, ни се доста стари, меѓутоа успеваме да ги доведеме во функција да бидат и опремата зимска служба е доста стара. Меѓутоа се снаоѓаме и со нив. Распоредени се по зимските пунктови и вака овој редуциран степен, прв степен што видкаме на подготвеност ќе биде до 28 ноември, а од 29 ноември влегуваме во втор степен на подготвеност, што значи дека сите возила и сите машини се распоредени по пунктовите, товарени со зимска опрема, намонтирани, и сите луѓе кои што ги имаме, а се вклучени во зимска служба, машинисти, возачи, патарски работници, асфалтерски работници, шефови по пунктовите, исто и работилница, се исто така распоредени во смени, што значи покриеност правиме временски 24 часа. И тоа ќе имаме поголем интензитет на контроли и повеќе механизација со која што работиме. Министерството за внатрешни работи во соработка со Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за труд продолжија со вршење контроли во угостителските објекти.
Во изминатиот викенд, при извршените контроли на потрачјето на СВР Велес, односно во градот Кавадарци, на еден угостителски објект му е издадено решение за привремена забрана на вршење на дејноста во трајање од 15 дена, а на 3 угостителски објекти им се издадени решенија за привремена забрана на вршење дејност во трајање од 30 дена. Министерството за внатрешни работи во соработка со другите институции ќе продолжи со ваквите контроли и во наредниот период. Со цел да не се палат контейнерите и нивните отпади од кабинетот на Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев преку соопштение информираат дека до сите контейнери ќе бидат поставени канти наменети само за пепел. Истовремено упатуваат апел за поголема внимателност кога е во прашање на фрлање отпад. Канти за пепел се поставени до сите контейнери во Кавадарци со цел да не се пали отпадот и да не се предизвика дополнително загадување на градот. Апел за внимателност кога е во прашање фрлањето на отпад упатуваат од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. Загаденоста на воздухот не може да се реши преку ноќ. За намалување на загаденоста потребно е сите ние да бидеме посовесни и поодговорни. Колку и да се обидуваме ние како локална самоуправа хигиената да ја качиме на повисоко ниво, доколку сите заедно не се однесуваме совесно, целиот напор би бил залуден. Да се обидеме сите заедно да создадеме чисто и убаво Кавадарци. Во Кавадарци е убаво да се живее, ние се стремиме кон тоа, да стане уште поубаво место за живење, порачуваат од кабинетот на градоначалникот. Локалната самоуправа вели се обидува со сите напори и потенцијали да ги реши проблемите со кои се соочуваат кавадарчани и да создаде една општина која ќе биде пример и општина во која сите ќе се чувствуваат убаво. За да успееме во тоа, неопходна ни е поддршка. Треба заедно, сплотени во едно, да учествуваме во решавањето на проблемите и со заеднички напори да го зачуваме она што го имаме и да се грижиме за околината. Стои во соопштението испратено од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев. Остануваме со информација од Кавадарци. Лајонес клуб Тиквеш Кавадарци, формиран во јуни 2017 година, викендов на свечена манифестација, официјално влезе во семејството на Лајонес клубовите. 27 членови и еден претседател дадоа свечена заклетва и се обврзаа дека ќе се вклучат со хуманитарна служба во заедницата. Лајонес клуб е хуманитарен елитен клуб, чие мото гласи "Ние служиме". Тајните здруженија и елитните групации од секогаш го привлекувале вниманието на јавноста. Клубовите кои примаат исклучиво избрани луѓе се посебно интересни за граѓаните. Приватните клубови ја дразнат љубопитноста на секој еден кој не е дел од вакви здруженија. Па така кавадарчани од сега ќе имаат право на поголема љубопитност, бидејќи викендов станаат дел од светската хуманитарна организација Lions Club International. Во присуство на голем број гости од Кавадарци, Скопје и други градови, беа избрани 27 членови и еден претседател, кои дадоа свечена заклетва и се обврзаа дека ќе создаваат и одржуваат дух на разбирање меѓу народите за потребата од хуманост, хуманитарна служба во заедницата и вклучување во хумани процеси на меѓународно ниво. Lions Club е хуманитарен елитен услужен клуб, чие мото гласи "Ние служиме". Чест ми е да го отворам чартерот на најмладиот клуб во нашата земја, во градот на виното, во градот на лавината, град кој заслужува вакви хумани луѓе, реализирани луѓе, луѓе со дигнитет, кои ќе остават трак и убав белег на хумани активности не само во локалната самоуправа и во околината на Кавадарци, туку и ширум Македонија. Иако официјално не беа промовирани членовите на Lions клубот, во текот на оваа година тие организираа 3 проекти. Првата акција беше хуманитарно возно дефиле низ градот кој имаше за цел да ја подигне свеста на населението за борба против ракот. Втората активност беше донација на канцелариски мебел во Општа болница Кавадарци. И третата, која е се уште во тек, е бесплатниот скрининг и раното откривање на пречки во видот кај децата од предучилишна возраст, со која беа опфатени дечињата од сите клонови на градинката Рада Поцева.
За председател на Кавадаречкиот Лајонс клуб е избран Маријан Ѓоргиев, кој има за цел заедно со останатите членови од бордот на директори да ја креираат политиката и програмата на клубот. Сакам сега на моите членови Лајонс да им го честитам пристапувањето во големото семејство на Лајонс Интернационал и да им посакам успешна работа. Би сакал само да им порачам значките кои ги добивме од Чикаго, да ги носиме со голема гордост и да ја оправдаме со големи проекти и хумана работа. Почитувани, нашиот клуб од самото формирање во јуни ова година веднаш активно се вклучи во заедницата. Првата средба на Кавадаречките Лајонси беше со хуманитарна нишка. Имено беа собрани финансиски средства кои ќе бидат донирани на децата без родители кои живеат во Кавадарци. Инаку Лајонс клуб Интернационал е иницијатива на граѓани која е посветена на идентификување на потребите на заедницата и општеството и која активно се обидува да ги исполни тие потреби. Таа е една од најголемите светски организации со околу 1.500.000 членови, организирани во 45.000 клубови и 209 држави. Формирана е пред точно 100 години во 1917 година од страна на Мелвин Џонс во Чикаго. Лајонс клубовите им помагаат на социјално загрозените, но исто така имаат и цврста определба да служат на заедницата и младите во светот. Продолжуваме со вести од Македонија. Предстојната бура на Балканот. Ова е темата на која ќе се разговара на конференцијата за балканската иднина во ера на несигурност, на која на 29 ноември во Вашингтон ќе учествува и министерот за надворешни работи Никола Димитров. На форумот организиран од Американскиот Атлантски совет ќе се разменат мислења за забрзаниот пат на балканските земји кон членството во Атлантската заедница. Димитров во Вашингтон денеска и утре ќе има средби и со представници на американската администрација во Стејт департментот, во Конгресот и со нашинците во Америка. Република Македонија ќе продолжи со активностите кои имаат за цел значително да ја подобрат бизнис климата преку воспоставување на подобра институционална инфраструктура за привлекување на инвестиции што ќе повлече забрзување на економскиот раст, развој на приватниот сектор и отварање на нови работни места, посочи премиерот Зоран Заев пред шефовите на влади на земјите од Централна и Источна Европа и пред кинеските владини представници на самитот 16+1 кој се одржува во Будимпешта. Во своето обраќање на пленарната сесија на економскиот, трговскиот и финансиски форум на овој самит, како што соопшти владината прес-служба, премиерот Заев ги представи позициите на Република Македонија. Тој подлече дека живееме во време соочени со многу предизвици и дека тоа од лидерите бара фокусираност и работа насочена кон креирање на можности за економски развој и услови за унапредување на животниот стандард на граѓаните и дека со процесот на глобализацијата овие теми станаа исклучително важни. Премиерот Заев ги информираше присутните на форумот дека Република Македонија ќе биде домаќин на неколку важни настани поврзани со процесот на соработка со Народна Република Кина, како што е координативен центар за културна соработка. Во духот на соработката со Народна Република Кина, премиерот Заев рече дека соработката меѓу другото се одвива во области како што се здравството и медицината. И за таа цел со одлука на владата, во согласност со Законот за алтернативна и комплементарна медицина беше основан Центарот за традиционална кинеска медицина во Штип. Бензините поевтинуваат за денар, односно 1,5, цената на дизелот не се менува. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата во Македонија. Евросупер БС 95 поевтинува за денар и ќе се точи за 65,5 денари по литар, додека на Евросупер БС 98 цената се намалува за 1,5 денар и новата цена е 67 денари за литар. Цената на дизелот не се менува и тој ќе се точи за 54 денари за литар. Инаку просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена изнесуваше $62,068 за барел, а курсот на денарот во однос на доларот 52,17 денари. Земјотрес со јачина од 4,2 степени според Рихтеровата скала е регистриран изминатава ноќ во западна Бугарија, објави Европскиот сеизмолошки центар. Епицентарот на земјотресот бил околу 7 километри северно од градот Копривщица,
Земјотресот бил почувствуван и во градовите Пловдив и Стара Загора, а за сега нема податоци за материјални штети. Следуваат вести од светот. Локалните власти на индонезискиот остров Бали наложиле евакуација на 100.000 граѓани и го подигнале нивото на тревога на максимално поради активноста на вулканот Агунг, кој повеќе денови isfrла пепел. Оттаму додаваат дека се почувствувале земјотреси на планината додека вулканот isfrла пепел и до 4000 метри во височина. Скоро 40.000 жители се веќе евакуирани од вторникот, кога се засилиле вулканските активности, но властите посочуваат дека зоната која потенцијално може да биде загрозена е проширена на 8 до 10 километри во радиус, територија на која живеат 100.000 луѓе. Меѓународниот аеродром на Бали, низ кој годишно поминуваат неколку милиони туристи, е затворен поради предпазливост. Агунг, кој се наоѓа на 75 километри од туристичкиот град Кута, е активиран од август. Во последната голема ерупција на вулканот во 1963 година загинале 1600 луѓе. Индонезија, која има скоро 120 вулкани, се наоѓа на така наречениот огнен појас во Пацификот, каде судирите на тектонските плочи предизвикуваат чести земјотреси и голема вулканска активност. Водечките членови на Христијанско-демократската унија на германската канцеларка Ангела Меркел се согласиле по 4-часовниот состанок да продолжат со настојувањата да формираат голема коалиција со Социјалдемократската партија на Германија, за да се излезе од политичкиот ќорсокак во кој западна земјата, пренесува Ројтерс. Се наведува дека канцеларката Меркел, чиј четврт мандат пред една недела е ставен под знак прашалник, кога тристраните коалициони преговори со партијата на Слободни демократи и Зелените пропаднаа. Во петокот од СПД доби политички конец за спасување, откако таа партија го промени ставот и се согласи на преговори со неа. Ројтерс наведува дека тоа ги разбудило надежите во повторна така наречена голема коалиција, каква што беше на власт во изминатите 4 години. Ројтерс наведува дека истражувањето на агенцијата Емнит, кое е објавено вчера, покажало дека 52% од германците ја поддржуваат големата коалиција. Исламска држава објавила фотографии кои би можеле да се сметаат како повик на нови терористички напади широм Европа пред божиќните и новогодишните празници. На една од фотографиите, маскирано лице стои зад Дедо Мраз со врзани раце, а во позадина е лондонската улица Риджент Стрит, осветлена со божиќни светилки. На другата страна е Ајфеловата кула во Париз и рака која држи крвав нож. Наскоро на вашите празници, напишано е на фотографиите на англиски, француски и на германски јазик. Джихадистите се закануваат и на Русија. Во Лондонски експрес се појавиле фотографии на кои како терорист со оружје стои пред логото на светското фудбалско првенство 2018, кое ќе го следат и илјадници британски и други навивачи од цел свет. И за крај метеоинформациите. Денеска имавме претежно облачно, студено, ветровито време со врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места со снег. Пообилни врнежи имаше во источните делови, проследени со засилен северен ветер. Дневната температура се движеше во интервал од 3 до 9 степени. И утре ќе биде променливо облачно и студено со умерен до засилен северен ветер. Дневната температура ќе се движи од 2 до 8 степени, додека в среда ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб јужен ветер. Дневната температура ќе се движи од 5 до 11 степени. Тука го завршуваме информативното издание. Јас ви благодарам за одвоеното време. Пријатно.